сите нови технологии кои се во интерес на работење на полицијата, е нормално службите да ги набавуваат да се во тек со современите електронски достигнувања. Ова е многу добар систем. Во странски полиција е воведен уште пред 50 на години. За жал кај нас е воведен многу доста, некаде 2007-2008 година. Тој систем чини многу пари. Тој е електронски систем кој овозможува непречена комуникација помеѓу службените лица. Нормално е сега под Лабински, ако навлеземе, дека секој град има своја канал, значи своја фреквенција. Меѓутоа има и посебен канал на ниво на Република Македонија. Овој систем овозможува на службените лица кога се во опасност, кога има закана, значи многу действија законски кои ги превземаат заседа, претреси така натаму, да бидат во непречена комуникација. Нивната комуникација се снима на софтверот, а тоа снимање, бидејќи се работи, или ако не сте купили најсовремена техника, сите разговори да се снимаат одреден број, тој му е капацитетот. Меѓутоа, по проценка може да се направи каде и како треба тоа да се прави. Меѓутоа, настаните крвавиот четврток, што беше, е настан кој секако по проценка од штабот кој раководел со тоа, морал да предвиди дека ваквите канали треба за брза интервенција да бидат снимани. За жал видовме не само од изјавата на министерот, него и други изјави дека тој систем не функционира. Иначе тоа е многу скап систем. Секако дека новиот министер ќе треба да ги провери тие документи, колку пари чинил, што чинил и зошто не бил во функција од 2014 година. Нема логична причина да не веруваме зошто системот не работел. Значи има некоја намера задна зошто тој не работел, и особено во моментите на вакви случувања кои беа од најтежок вид на криминал во една држава.